Секое дете има потенцијал, потребен е само вистински пристап, порачува Елена Митиќ, клинички логопед специјалист и мартемео практичар. Со современи апарати и специјализирани програми за работа, во Логолино, логопедски едукативен центар во Куманово, се создава средина што го поттикнува развојот на говорот на вниманието. Како неурофидбекот како безбедна и научно базирана алатка може да помогне и кај деца и кај возрастни? Ке слушнете во продолжение токму од Елена Митиќ, управител на Логолино. Заедно со мојот тим, кој е составен од логопеди и дефектолози, работиме на рана интервенција, говорно-јазични потешкоти и стимулација на дечиња со различни развојни потешкоти. Се водиме по индивидуален пристап на работа. Секој дете си е приказно за себе, па така секој дете си има изработено свој план и програма на работа со соодветно тестирање, проценка и соодветна стратегија за работа. Што ве поттикна да започнете со работа во областа на неурофидбек? Така. Работејќи со дечиња со потешкоти во внимание и концентрација, со АДХД, деца со пелтечење, дечиња од аутистичен спектар, увидов дека класичната логопедска дефектолошка терапија понекогаш не е доволна, па така го воведовме во Логолино неурофидбек, која е научно базирана метода и која му помага на мозокот да ја подобри својата сопствена регулација. Што представува конкретно неурофидбек и како функционира? Така. Неурофидбек е неинвазивна, научно базирана алатка која ја мери мозочната активност со сензори кои се поставени на главата и преку аудитивен или визуелен фидбек го тренираме мозокот да функционира поефикасно. На поедноставен начин кажано, мозокот учи како да создава своји подобри и поздрави функционални образци на работа. Кај кои состојби им дава најдобри резултати? Неурофидбек е подеднакво добар и за возрастните и за дечињата. Конкретно кај дечињата тоа се дечиња од деца од аутистичен спектар, деца со АДХД, потешкоти во внимание и концентрација, со школски дечиња работиме, дислексија, дисграфија, пелтечење. Бидејќи неурофидбекот е подеднакво добар и за возрастните, бидејќи мозокот има способност на неуропластичност во текот на целиот негов живот. Значи, кај возрастните го применуваме најчесто кај анксиозност и панични напади, хроничен стрес, несоница, главоболки и мигрени, бърнаут, депресивни состојби. Исто така имаме и клиенти кои имаат динамични професии, па сакаат подобрување на фокусот и на работната меморија, а тоа со неурофидбекот може да го постигнеме. И како изгледа еден третман? Третманот е пријатен и безболен. Детето гледа цртан филм или може да игра некоја игра на екранот, а системот ја следи неговата мозочна активност. Кога мозокот функционира во постапуваниот правец, тој добива награда во форма на подобар тек на следење на содржината. Со текот на време мозокот учи како да ја задржи таа научена нова подобрена регулација и со текот на време и со третмани истата мозокот ја усвојува. Која е вашата порака до јавноста? Па вака, грижата за менталното здравје не треба да е табу тема. Како што го тренираме телото, така треба да го тренираме и мозокот. Неурофидбек е една безбедна и научно базирана алатка која може да помогне и кај децата и кај возрастните и всушност никогаш не е доцна да се подобри нашиот квалитет на живот. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Општинскиот совет за превенција на детско престапништво од Општина Куманово деновиве спроведува кампања низ централното градско подрачје посветена на деца, жени и стари и немоќни лица кои честопати се жртви на семејно насилство. Целта на оваа акција е да се упати апел до сите лица кои претрпуваат психичко и физичко насилство од членовите на најблиското семејство, брачните партнери или други лица со кои контактираат, односно живеат
живеат во заедница. Сите лица кои се соочуваат со семено насилство може да ги пријават овие дела во секторот за внатрешни работи Куманово, во основното јавно обвинителство Куманово и во институциите кои се надлежни да преземат мерки во врска со ваквите негативни појави и да ги заштитат немоќните граѓани. Во кампањата се приклучија членови на Советот на општината, волонтери од Хуманитарното здружение Мајка, одделот за криминалистичка полиција и одделот за малолетничка деликвенција и семејно насилство. На граѓаните им беа поделени брошури со појаснување на нивните права и броеви на телефонски SOS линии за пријавување на сите облици на насилството. Активностите продолжуваат и во наредните денови, информираат организаторите. По наредба на судија на претходна постапка, осомничениот за убиство од село Драгоманце денеска е спроведен во Универзитетската клиника за психијатрија за психијатриско вештачење. По завршувањето ќе биде вратен во казнено-поправната установа Затвор Куманово на издржување мерка притвор, соопштија надлежните. Инаку јавното обвинителство на Македонија денеска потврди ексхумација на уште една повозрасна жена од Кумановско. Ке се реконструираат семафорите на 3 крстосници во Куманово, најави неодамна градоначалникот Максим Димитриевски. Станува збор за семафорите на крстосниците кај градскиот зелен пазар, кај школската амбуланта и кај локацијата Рим Парис. Имаме проблеми на овие локации, како што знаете, на тие локации претходно беше интервенирано од наша страна и беа поприлично променети дел од светлосната сигнализација, но за жал поради вандалско однесување на поединци истите беа уништени, особено централните места за контрола на самите семафори. Спроведена е постапка, изберен е изведувач кој што треба да направи комплетна реконструкција на 3 раскрсници во градот. Тоа е едната локација, значи кај градскиот пазар, втората локација е кај школска амбуланта и третата локација е кај раскрсницата Народна револуција, трета македонска ударна бригада. Се однесува да четвртата локација која што ја споменавте, тоа е времениот пазар на влезот во населба Перо Чичо. Дополнително ќе се изврши реконструкција на поедини технички проблеми, отклонување, но мора да ви информирам, значи дека кога свети жолто светло и кога трепка, тогаш не се работи за дефект, туку се работи за исклучување на таа раскрсница од страна на сообраќајната полиција, која што е единствено овластена да го прави тоа. Во соработка со СВР Куманово и во соработка со ресорното министерство, кога отпочна овој проект на територија на нашиот град, дел од тие раскрсици по нивно барање беа исклучени од употреба поради тоа што на некој се создаваше дополнителен метеж поради техничката неисправност, се со цел за да може истиот систем кој што го имплементираше и го постави МВР да функционира, но како и да е го поддржувам овој проект, затоа што сметам дека безбедноста на нашите граѓани треба да биде на прво место. Ако се сеќавате пред неполн месец дена, токму на оваа раскрсница во близина на ова училиште, имавме едно дивење од страна на несовесна наша сограѓанка со патничко моторно возило, кај што беше исто така и уништена и дел од светлосната сигнализација, но и дел од постоечката инфраструктура. По повод Светскиот ден на обезност, утре во просториите на Општа болница Куманово ќе биде отворен центар за менаџирање со обезност, кој ќе функционира и работи во склоп на Центарот за следење и третман на дијабетес. За новоотворениот центар ќе говорат директорот на Општа болница Куманово Сашо Стушевски и раководителот на одделот за третман и следење на дијабетес доктор Марија Бајдевска-Спирковска. Оркестарот Симфониум, кој функционира во рамките на гимназијата Гоце Делчев, објави повик за зачленување на нови членови. Пријавувањето е отворено за музичари од различни возрастни категории без ограничувања, а учеството и часовите се целосно бесплатни. Членовите на Симфониум имаат можност да настапуваат на концерти и културни настани во Куманово, низ државата, како и на гостувања и настапи надвор од Македонија, информираат од Симфониум.
Фотоклубот Куманово неделава е организатор на 13-тата национална изложба на уметничка фотографија "Жените и фотографијата", традиционален настан посветен на креативноста, талентот и визијата на жените во фотографијата. На овогодишното издание пристигнаа над 250 фотографии од учеснички од повеќе фотоклубови ширум земјата. По внимателна селекција избрани се 80 дела кои ја представуваат современата женска фотографска сцена, моќна, искрена и инспиративна. Жените и фотографијата не е само изложба, туку прослава на еднаквоста, уметноста и истрајноста, информираат надлежните од Центарот за култура. Свеченото отворање ќе се одржи на 5 март во 19 часот и 30 минути во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокупиев. Изложбата ќе биде поставена до 18 март. Кикбокс клубот Предатор оствари извонреден успех на државното првенство во кикбокс кое се одржа во Скопје во спортската сала Јане Сандаски. Кумановскиот клуб настапи со 34 борци и освои вкупно 30 медали, со што ја најави сезоната на надпревари на најдобар можен начин. Во конкуренција од околу 500 надпреварувачи од целата држава, 5 мина борци на КБК Предатор се закитија со златни медали и титули државни шампиони. Злато освоија Христина Бојковска, Милан Лазаревски, Димитар Давидковски, Христијан Георгиевски и Андреј Јакимовски, сите во ринг дисциплините. Во текот на февруари месец од страна на системот Безбеден град на подрачјата на општините и коридорите каде се поставени камери, регистрирани се вкупно 19.066 прекршоци. Од вкупниот број на регистрирани прекршоци, најголемиот број се за управување на возило со брзина поголема од дозволената, 18.172. Потоа за минување на затворен сигнал, односно црвено светло, 220 прекршоци, а за управување со возило со измината важност на сообраќајната дозвола констатирани се 674 прекршоци. Исто така изречени се вкупно 653 мерки забрана за управување со возило, од кои 220 се за минување на црвено светло, а 433 се за брзо возење. Министерството за внатрешни работи соопшти дека најголем дел од прекршоците се регистрирани на подрачјето на град Скопје, 63,3% од вкупниот број на регистрирани прекршоци. Значаен дел од прекршоците се регистрирани на патните правци долж коридорите 8 и 10, а најмал број на подрачјето на СВР Тетово.